Брендот е екосвесен. И со тоа мислам дека можеби ќе допрам до луѓето да размислуваат малце поинако од перцепција нели на тоа што го користат и зашто го користат и до кога ќе го користат. Во еден случај се сеќавам првата тинда која што ја зимав, тоа беше една тинда која што беше изфарбана, да кажам, од разни уметници, сакаа да ја фрлат, но некако ми беше жал да тука и заврши животот на таа тенда и така некако и прерасна во идејата да направам нешто од таа тенда, од тој материјал. На оваа тенда, која што е 7 метарска, представени се два дела од самата тенда, односно горниот дел на тендата се представени облаци кои што јас ги представувам преку она нели мечтање и која си имагинација на животот. И вториот дел на тендата е оној дел каде што е долниот дел од неа и е представена некоја реалност која што ја живеам и сите ја живееме. Представени се скопски згради, сегменти од скопската архитектура, односно затоа што секојдневно сум по улиците на Скопје и оние сегменти или фрагменти се така врежани во мене и тоа е таа некоја реалност која што ме удира, да кажам. Везењето го користам како метод затоа што во него се пронаоѓам некако највеќе и затоа и во самата изложба под насловот оди од уметност до умешност, затоа што преку мојата умешност како везење доаѓам до оние уметнички практики за да представам нели некаков сегмент или некаков процес. Самата изложба исто така ја гледам како еден процес кој што не завршува, односно во текот на изложбата, како што кажав, се отвори со работилница која што ја работев со учесници, но и во текот на деновите до самото затварање процесот се продолжуваше, односно тендата се работеше, делумно од мене, делумно и од други луѓе кои што сакаа да го пробаат она нели везење и методот на везење. Идејата некако ми е дојдена затоа што и самиот некако од дури пред почетоците на самиот бренд, секогаш сум гледал нели стари материјали во случајот облека, како сум можел нели да ја поправам или да го продолжам животот. Тука свесноста можеби ми се јавила дека премногу текстил се користи и се фрла непотребно. Покрај различноста во кројот, различноста може и да се примети и во нели методот на изработка, односно методот кој што ги додавам деталите како вез. Исто така и детали како нели рачно сликање на самите кимони.